Живееме во свет каде малку по малку на свесен или несвесен начин се губат особините на игра, воспоставувањето на правила и правилен раст и развој кај децата. Новите генерации се генерации на искривен рбет, вкочанет врат, рамни стапала и слаба мускулатура. Кога станува збор за фината моторика, забележано е дека дури 50% од децата што живеат на територијата на поранешна Југославија немаат доволно развиена фина моторика. А под фини моторни вештини се подразбира способноста да се контролираат и координираат малите мускули на рачниот зглоб и дланката. Дланките на децата се врзани од новата технологија. Со тоа што постојано се развива технологијата, децата се фокусираат на неа. Постојано се со смарт телефони, со таблети, со лаптопи и целото слободно време го посветуваат на нив. Бидејќи родителите немаат толку слободно време, ги оставаат да си имаат некоја играчка која што ќе им го одземе вниманието. Точно дека тоа што се развива технологијата има своји предности, но дали таа се користи правилно е прашањето. За жал, новите истражувања покажаа дека кај децата постојат многу искривувања кои што се јавуваат од користењето на телефоните и технологијата, секако, но покрај искривувањата, најновите истражувања покажаа дека имаме и слабост на мускулатурата на прстите. Зошто? Затоа што децата, кога ги користат телефоните, тие најчесто со палецот и показалецот работат, но останатите прсти се пасивни. И во тој момент се губи силата на раката, тие не сортираат предмети, да речеме, па да ги активираат малите мускули за да можат да се развијат, ниту пак играат со топка, напротив. За разлика од порано, кога децата постојано имале некои активности во природа, трчале, скокале, се качувале на дрво и многу други игри, кои што помагаат за развивање на мозокот. Покрај тоа што децата не се активни, тие немаат физичка спремност, не се добро физички развиени, но исто така и социо-емоционалниот развој е забавен како и когнитивните особини. Развојот на фината моторика се базира на 4 важни вештини: фаќање, посегање, намерно испуштање на предмети и слободно движење на дланката во сите правци. Постојат многу знаци и симптоми кои ќе ни укажат дека децата не ја развиваат правилно својата мускулатура на дланките. Децата, кај нив може да се примети дали има недоволно развиеност со неколку знаци. Да речеме, покрај мускулната слабост, која што веќе ја споменавме, мускулната сила ослабнува, задоцнува сензорниот развој кај децата, самостојното играње исто така се појавува малку подоцна. Потоа постои еден тест кој што е многу интересен и секој родител може да го направи, треба на тврда подлога, да кажеме раката да постави детето на тврда подлога и да крене 4 прст и 5 еден по еден, но не двете во исто време. Доколку ги подигне двата прста во исто време, тоа е знак дека веќе овде постои некоја можност, односно постои недоволно развивање. Потоа имаат неконтролирани движења на прстите, не можат меѓусебно рацете да ги контролираат, визуелната контрола е намалена. Така да постојат начини како тоа на време да се открие и да не продолжи понатаму да прогресира состојбата. Децата се деца и треба да им се дозволи да бидат тоа. Постојат многу начини како да ги заштитиме и како да им овозможиме правилен раст и развој. Како физиотерапевт би им препорачала на сите родители да им помогнат на своите деца, да ги стимулираат да си играат со различни игри како што се ридење на коцки, сложувалки, сунгер со вода, потоа да си играат со цврсто тесто, а со пластелин исто така може да се играат, да се социјализираат со децата надвор, да се играат со топка, да трчаат. Потоа исто така можат да се играат и со тврди пластични кутии, нормално со дрвени материјали, со моливчиња, да цртаат, да бојат. Има многу игри кои што ќе помогнат тие правилно да се развијат. Децата правилно да се развиваат. Јас би им испратила една порака на родителите да ги тргнат телефоните, лаптопите, таблетите и останатите играчки кои што моментално ги користат децата,
да им дозволат правилно да се развиваат на секој план и психички, и физички, и развојно. Технологијата е достигнување, врвна можност за надоградба, просперитет и развој на општеството, но децата се иднината.